Почитувана председателка на владата на Република Србија, почитувани министри кои што сте се уште присутни овде, почитувани представници на медиумите од Република Србија и Република Македонија, дозволете ми на почетокот да изразам задоволство од официјалната посета и да ги оценам како успешни разговорите што ги имавме на премиерско ниво и на ниво на министри на двете владени делегации на Република Македонија и Република Србија. Република Македонија и Република Србија имаат партнерски односи со високо ниво на заемна доверба, разбирање и добрососедство. Во нашите меѓусебни односи има многу прашања теми што не поврзуваат. Како во изминатиот период, така и денес, евроинтеграциите се надворешно политички приоритети на нашите две земји. Во однос на ова прашање имаме и билатерална спогодба за заедничка соработка. Српскиот народ, што живее во Република Македонија, е дел од конститутивните народи наброени во Уставот на Република Македонија. Српскиот е службен јазик во општина Чучер Сандево, во Старо Нагоричене и во една од најголемите општини во Македонија, општина Куманово. Денот кога се одбележува Свети Сава, односно 27. јануари, со закон е прогласен за празник и за неработен ден за припадниците на српската заедница во Македонија. Од друга страна, во Србија пак активни се 30 здруженија на македонците кои гравитираат околу Националниот совет на Македонската национална заедница во Република Србија со седиште во Панчево. Македонскиот јазик е воведен во службена употреба во неколку места, воведен е во Законот за образование на Србија и се изучува во Јабука, Качарево и Лесковац. Во статутот на Војводина македонците се воведени како конститутивен народ. Економската соработка меѓу Македонија и Србија е константно добра. Трговската размена на Македонија со Србија достигнува рекордни $723 милиони во 2016 година. Растат и увозот и извозот, што значи дека трговската соработка се проширува. Србија е трета по обем на размената како трговски партнер на Македонија, веднаш зад Германија и Велика Британија. Перцепцијата на граѓаните во Република Македонија е дека Србија е на прво место од соседите со кои најмногу се подобрени односите во последните 5 години, сосед со кој граѓаните имаат најдобри лични искуства, сосед чија историја и култура најдобро ги познаваат, сосед за кој се има најдобро мислење, како и сосед со кој што би сакале најблиски односи. Овој список со точки што не поврзуваат може да оди во недоглед и само ќе го потврдува потенцијалот со кој се исполнети нашите меѓусебни односи. Почитувани, дозволете во завршницата на ова моје обраќање да издвојам уште една заедничка точка на поврзување – регионалната соработка. Република Македонија го поддржа српскиот интерес седиштето на секретаријатот на транспортната заедница како дел од Берлинскиот процес за регионална соработка да биде во Белград. Тоа е и наш интерес. Сигурни сме дека Србија со своето искуство ќе обезбеди целосно функционална динамика во работата на оваа иницијатива. Големи се очекувањата и од планот за регионална економска област на Западен Балкан, кој се базира на принципите на еднакви услови за сите во регионот. Планот предвидува наши заеднички интереси, промовирање на понатамошната трговска интеграција, воведување динамичен регионален инвестициски простор, олеснување на регионалната мобилност и креирање на агенда за дигитална интеграција. Од посебен интерес ни е соработката во областа на дигитализацијата, Open Government Partnership, IT секторот, креирање на стартап култура и предприемачки дух кај младите и иновациите. Ја искористивме оваа посета да ги поканиме властите на Србија да дадат своји идеи и предлози за IT самитот што Република Македонија ќе го организира во 2018 година во рамките на Берлинскиот процес. Знаеме дека Република Србија има завидни постигнувања на полето на дигиталната економија и затоа сме отворени да ги слушнеме и да учиме од добрите искуства и успешните практики од Србија. Овие можности на новите иницијативи во регионот бараат силно партнерство меѓу владите во земјите од Западен Балкан. Меѓу другото, и затоа сме тука во државна посета на Република Србија. Да им дадеме шанса
на граѓаните и на повеќе од половина милион компании кои работат во земјите од Западен Балкан, да препознаат дека се создава подобра средина во која може да растат, да инвестираат, да вработуваат и да искористат регионалната економска област како пат и кон другите пазари. Благодарам. Pre svega da se zahvalim predsjedniku Vlade Republike Makedonije, gospodinu Zajevu, što je prihvatio naš poziv da poseti Beograd, da poseti Srbiju i da započnemo razgovore i o daljoj saradnji i oko zajedničke sednice dve vlade. Preliminarno smo se dogovorili danas da imamo zajedničku sednicu dve vlade krajem februara, početkom marta 2018. godine i razgovarali smo oko konkretnih projekata i saradnje na koji treba da radimo u narednim mesecima da bi došli do nekih ugovora koje ćemo potpisati na zajedničkoj sednici naše dve vlade. Htela bih takođe da vam se zahvalim na podršci Srbiji za sedište transportne zajednice jugoistočne Evrope za koje se Beograd kandidovao i nadam se da ćemo i od strane Evropske unije dobiti ovu podršku. Svakako velika stvar za nas, značajna stvar. Mi smo uzvratili zahvalnošću i podržali Makedoniju za organizaciju samita digitalizacije u Skoplju 2018. godini i stojimo vam takođe na raspolaganju za svu podršku i svaki vid pomoći koje budu potrebne za održavanje tog samita, ali svakako i za sve ostale regionalne inicijative. Važno je da danas imamo ovu posetu, važno je, ona je dobar signal za sve naše dalje projekte. Mislim da je dobar signal koji govori o tome da sva međusobna, eventualno otvorena pitanja treba da rešavamo prvo i pre svega dijalogom, a da je ovo jedan veliki korak u pravom smeru u smislu dodatnog ekonomskog i trgovinskog povezivanja i unapređenja prijateljstva između naše dve zemlje, što je nama stvarno izuzetno važno. Mi ćemo se u narednom periodu posebno fokusirati, kao što je rekao i predsjednik Vlade, gospodin Zajev, na regionalno ekonomsko povezivanje. Pričali smo najviše i na unapređenje rada između dve uprave carina, kako bi u stvari olakšali promet roba između Srbije i Makedonije. U ovom trenutku imamo jako dobru saradnju između Ministarstva unutrašnjih poslova. Ta saradnja je bila pre svega u oblasti migracija i sprečavanje ilegalnih imigranata. Imamo u budućnosti dosta razgovora oko unapređenja kulturne saradnje. Ja se nadam da ćemo na sednici dve vlade potpisati ugovor u vezi kulturnog obeležavanja i saradnje, ali onda imamo takođe saradnju u oblasti poljoprivrede, u oblasti digitalizacije, informacionih tehnologija i ono što je svakako uvek važno je infrastrukturno povezivanje. Za nas to je završetak Koridora 10, posebno južnog kraka Koridora 10, izgradnje pruge Budimpešta, Beograd, Skoplje, a onda i u perspektivi gasne interkonekcije Vranje-Kumanovo. To su neke stvari na kojima ćemo mi insistirati u narednom periodu da bi imali što više opipljivih projekata sa kojima možemo da izađemo i pred naše građane i pred našu privredu. Još jednom, verujem da ćemo imati puno stvari koje ćemo postići u okviru berlinskog procesa i ja bih završila time kako je završio i premijer Zajev. Regionalna saradnja, regionalno povezivanje, uvek jako važno. Bez regionalnog mira, regionalna stabilnosti nema evropskih integracija Zapadnog Balkana. Srbija je prepoznata kao jedan od lidera i u govoru i agendi predsjednika Evropske komisije gospodina Junckera i mi ćemo to dalje gurati najbrže i najbolje što možemo, ali ćemo biti tu da podržimo i naše partnere iz regiona, zato što je to važno za ceo stabilan region. Dakle, insistirat ćemo i bit ćemo tu za svaku vrstu pomoći i podrške koja vam bude trebala. Hvala vam puno.
Dogovoreni format je po 2 pitanja za oba sagovornika. Izvolite. Zamolila bih jedino da se predstavite pre nego što postavite pitanje. Izvolite, kolegi. Oliver Branković, dopisnik Makedonske televizije u Beogradu. Na makedonskom ću da postavim pitanje za oba u vezi nacionalnih manjina. Dobro je što oba premijera upućuju pozitivne poruke u vezi saradnje dve države. Manjine jesu jedan most saradnje između dve države. Imeno, moje pitanje odnosi sledeće. Pre 13 godina potpisano između dve države bilateralni dogovor o zaštiti prava nacionalnih manjina. Otad je prošlo, pominjati se 13 godini, međutim, ne je mrtnato, to je sve ušte mrtvo slovo na papiru, što bi rekla. Не се формирани или се формирани, меѓутоа не работат мешовитите комисии на двете влади. Најавивте заедничка седница на владите во февруари. Во овој договор се предвидени правата и на србите во Македонија и на македонците во Србија на поле на култура, образование, информирање, па дури и во политичко организирање. Дали може да се, бидејќи сте двајцата околу 5 месеци или 4 месеци премиери, дали ќе направите еден исчекор за да заживее овој договор за заштита на малцинствата? Ja bih prvo rekla da Republika Srbija svakako polaže jako veliki značaj pravima nacionalnih manjina, zato imamo instituciju nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ali i instituciju Republičkog saveta za nacionalne manjine kojem uvek predsedava predsednik vlade. Ja sam u prvih 100 dana vlade imala i prvu sednicu Republičkog saveta za nacionalne manjine, to mi je bilo važno, ali taj savet se u poslednjih 3 godine imao je više sednica nego, mislim, sve ukupno do 2012. godina i posle 15 godina mi smo prošle godine u mandatu prethodne vlade ponovo uspostavili budžetski fond za nacionalne manjine i zajedno smo konsenzusom odlučili sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina da investiramo ovaj budžetski fond u medije i informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Nastavit ćemo da radimo na tome i mislim da je dobra saradnja sa nacionalnim manjinama. Imamo jako dobru saradnju u okviru Republičkog saveta i sa Nacionalnim savetom makedonske nacionalne manjine i ovaj savet je učestvovao i u akcionom planu i sada u implementaciji akcionih plana za unapređenje pozicija nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Ono što je važno je da mi sada ulazimo u proces finalizacije izmena i dopuna 2 važna zakona. Jedan je zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, drugi zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina i tu imamo, mislim, potpuno razumevanje sa makedonskom nacionalnom manjinom, tako da sam ja zadovoljna sa našom saradnjom. Svakako smo otvoreni uvek za dalja pitanja i unapređenje svega onoga što kao nacionalna manjina misle da treba da uradimo, ali premijer Zajev će se danas naći sa nacionalnim savetom, tako da mislim da nije ostalo mrtvo slovo na papiru. Otvoreno je jako puno pitanja od udžbenika, obrazovanja, kulturnih obeležja, prava i tako dalje, tako da očekujem da nastavimo da radimo u tome, ali to je bila jedna važna tema na našem upravo završenom sastanku. Навистина и ваквите посети се меѓу другото многу важни, за уште еднаш ги реотвориме и видиме сите наредни можности за заштита на националните малцинства во двете земји обострано или заедно. Она кое што е важно, секогаш постојат и нови предизвици. Беше прилика да го спомнеме Мешовитиот комитет и неговото реактивирање, заради тоа што навистина е добра водилка. Пред нас е исправена можноста да го потпишеме и договорот, како што рече премиерката Ана Брнабич, договорот за културни обележја и споменици и соработка помеѓу двете земји. Тоа ќе ги регулира и прашањата во делот на користењето на Прохорчински за нашиот Илинден, но и користењето на сите спомени обележја кои се во Македонија многу важни за српската заедница. Јас сум убеден дека ваквите договори само ќе ги унапредуваат правата на малцинствата во двете земји, но не застануваме тука. Ја прифатив иницијативата која што Србија ја отвори преку Министерството за култура на Србија, а тоа е за отварање на културно-информативни центри во Скопје и во Белград. Навистина, ние како Македонија имаме во Софија
Истанбул, а во Белград немаме, што не е дозволиво, буквално. Имаме навистина значајно малцинство во цела Србија, во северниот дел на Србија многу значајно исто така, во Војводина мислам, но секако и во главниот град Белград. Сите овие чекори кои што ќе ги правиме во иднина ќе бидат само во функција на унапредување на заштитата на правата на малцинствата, така и нас српската заедница е конститутивна заедница, во уставот ни е спомната, имаме одлична соработка. Во моментот кога зборуваме за унапредувањето на езиците на малцинствата во државата, зборуваме и за српската заедница. Како што реков, службен јазик е српскиот јазик во 3 општини, меѓу кои е една од најголемите во Куманово, но верувам дека секогаш има повеќе што да направиме во делот на заштита на правата на малцинствата, затоа што, како што реков, уште еднаш ќе потврдам, ние сме многу блиски народи, имаме многу заедничко минато, историја која што не поврзува, сериозни пријателства и убеден сум дека ние политичарите треба да ги следиме потребите на нашите граѓани за се повеќе и повеќе да отвараме перспективи на соработка. Hvala, idemo dalje. Ćodović, insajder iz Beograda. Dakle, prvo pitanje je, govorili ste o regionalnoj saradnji, o saradnji dve države, ali ni reči nije bilo o Kosovu. Dakle, da li ste razgovarali o tome da je Makedonija najavila podršku prijemu Kosova u UNESCO, istovremeno Srbija najavila da će onda razmotriti povlačenje priznanja Makedonije pod aktuelnim imenom. Da li je uopšte to bila tema današnjeg sastanka? I drugo pitanje je pitanje koje se odnosi na diplomatski skandal koji je bio neposredno nakon vašeg izbora, odnosno u vreme onih nereda u Sobranju. Dakle, šta se zaista dogodilo? Mi imamo potpuno oprečne, smo imali informacije iz Beograda i iz Skoplja. Iz Beograda smo imali informaciju da je bilo delovanje protiv države Srbije, a iz Skoplja da je Srbija Makedoniji radila ono što prijatelji ne rade. Dakle, da li je taj diplomatski skandal i na koji način razrešen? Dobro, hvala na pitanju, to je važno. Važno je za Srbiju, važno je za Makedoniju i treba otvoreno pričati za sve koje što je otvoreno za debata i ljudi ih imaju svoj interes. Odgovaram i na srpski jezik kao respekt srpskoj zajednici, iako nisam najbolji u to. Ovako, znači Makedonija poštuje dijalog koji je Srbija otvorila sa Kosovo, odnosno Beograd i Priština, i verujem da će u interes Srbije biće nađeno rešenje. Mi to podupremo kompletno i nadamo se da će biti što skoro, zato što je važno za Srbiju i njezinu evropsku perspektivu, ali verujte, od to pitanje zavisi perspektivu celog našeg regiona. Rekao sam, mi smo bliski narodi i naše obaveze kao političari da sledimo interes unapređenja saradnja naših dvije naroda i apsolutno ono što je dogovoreno između dvije vlade, a i na višem nivou kao predsjednici zemlje, je za svako pitanje, koliko bilo bolno ili koliko bilo srećno, uvek krenemo telefon. Međusobno razgovaramo, dogovorimo šta treba, zato što prijatelji tako rade. Istovremeno, u tom duhu smo na mnogo prijateljski, diplomatski način našli rešenje o ono što se desilo u Makedoniji, povezano sa zapošljeni čovek u Srpskoj ambasadi u Makedoniji. Napravili smo bilateralno ugovor, mi povukli našeg čoveka, Srbija povukla svog čoveka. Tako rade prijatelji, zato što i oni ljudi koji su ovlasteni da budu obaveštajna služba jedne i druge zemlje, oni trebaju da budu povezani između sebe, da razmenjuju informacije, da se međusobno pomažu i slično. Kao što liče prijateljima, mi smo to i tako razrešili. Znate da predsjednik Vučić i ja smo imali razgovor u to vreme, direktno definirali i ono što se dešavalo oko ambasade i našli rešenje koje što doliči prijateljima kako što treba da nađu rešenje. Ja sam mnogo srećan zbog toga, zato što i pri ovakvih nezgodnih okolnosti prijatelji uvek nađu rešenje. To je naša obaveza kao političari, zato što stvarno naši građana želi sve više i više da unapređuju svoju saradnju.
Naravno, mislim da bi bilo neozbiljno da nismo pričali o tome, a i svakako to su otvoreni razgovori, zato su i to razgovori za zatvorenih vrata i na kojima smo premijer Zaev i ja bili nasamo da možemo potpuno otvoreno da razgovaramo o tome. Mislim, u svakom slučaju još neko vreme, mislim, ja se nadam ne tako dugo, će postojati tenzije u regionu oko nekih otvorenih pitanja. Ali je važno da imamo otvoren dijalog i posle svih tih tenzija koje smo mi nesporno imali sa Makedonijom, bilo je važno da se i premijer Zaev čuo sa predsjednikom Vučićem, a i da smo se ja i on videli nekoliko puta i u prvih mojih ili prvih 100 dana ove vlade u Trstu, pa onda u Podgorici, pa u Draču. Čujemo se relativno često, razmenjujemo i SMS poruke i vi se sećate da sam ja odmah iza toga uputila zvanični poziv da premijer sa svojom delegacijom dođe u posetu, što je on odmah prihvatio, tako da je važno samo da imamo dijalog. I ne znači da neće biti novih otvorenih pitanja, ne znači da će sada sve biti bez ikakvih problema, ali je važno da imamo dijalog. I mislim da je to osnovna poruka ovog današnjeg sastanka. Samo dijalogom možemo da rešavamo konstruktivno probleme i mislim da taj dijalog sada neće prestati u narednom periodu i da će onda praktično ćemo se otvoriti za neku novu saradnju. Dakle, niko ovde ne stavlja probleme ispod tepiha. Ovo nisu razgovori u kojima se ne otvaraju i teška pitanja. Važno je samo da o tim pitanjima razgovaramo i da se međusobno informišemo o međusobnim potezima pre nego što se oni javno obelodane, kako bi mogli da razgovaramo o njima pre nego što se tenzije dese. Tako da je, mislim, to najvažnija stvar u ovom trenutku. Hvala. Hvala. Hvala, gospod Primstov. Hvala na sve.